нашата компанија веќе работи неполни 3 години. Superior Lux, агенција за недвижности. Основач сум јас лично, се охрабрив пред 3 години да основам своја компанија. Сосема случајно дојде тоа, но во животот ништо не е случајно. Си ја сакам својата работа. Ние сме компанија која е специјализирана повеќе за луксузни станови во нашата држава, во нашиот град Скопје претежно работиме, издавање, продажба, работиме исто така и деловни простори, земјишта и све што е во тој домен. Исто така, освен во нашата држава, нудиме продажба на луксузни вили, куќи во Грција, во нашата соседна држава. Така да, еве, за овие неполни 3 години, да кажам, успешно работиме и се надевам дека и така ќе продолжиме. Предности секако дека има како жена, нормално, бидејќи за мене жената пред се треба да е самостојна, да заработува нели од тоа што го прави, што ја представува задоволство. Така да предности има многу, бидејќи да се оформи своја компанија како жена и не е така едноставно, но е храбро од друга страна исто така. И бидејќи општеството во кое ние живееме во денешно време и како е важно да бидеш жена предприемач и да едноставно не да се бориш, туку со сите тие искушенија кои што ти ги, да кажам, ти доаѓаат од разноразни нели околности и како е важно да чекориш по тој пат. Па препораките како се важни за развој на женското предприемништво. Ете, ќе го споменам и нели тие женски здруженија кои што се формираат, кои што помагаат и како во нашата работа за вмрежување во различни сфери на делови на бизнисот, на сите сфери во работењето пред се. Тие здружувања, поддршката, што е најглавен домен за оваа работа. Па клучот на успехот пред се е вербата во самиот себе, како лидер на компанијата. И за мене тоа е најважно. Да се верува во работењето, во тоа што го создаваш, во тоа што го правиш. И сите тие работи се клуч на успехот. Затоа што во денешно време да си самоуверен и да си независен и како жена, мисламе пред се многу храбро. И за мене самоувереноста, односно желбата за успехот и работењето на целите на истата, нели, се клучен фактор во едно работење.